Добар ден уште еднаш. Почнува Аргумент Плюс на телевизија 24. Моја гостинка, како што ја најави во централниот дневник, е директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова. Директорке, ви благодарам што прифативте поканата и разговараме за овие битни теми за бизнисот и за граѓаните. Благодарам на поканата и мило ми е што ќе можеме да се обратиме на граѓаните. Почнуваме со оно што е најтаза, би рекола, тоа е системот e-фактура. Тоа е платформа преку која фирмите ќе издаваат и ќе ги чуваат фактурите во електронска форма. Веќе од 1 јануари стартуваше тест периодот, што се случува на терен, колку се носат електронски плаќања, се прават увид во злоупотреби, фиктивни плаќања, корупција. Дајте не ги првите сознанија. Да, значи од 1 јануари започна тест имплементацијата на е-фактурирањето, односно нова државна платформа, и ќе трае 9 месеци до 30 септември. Во оваа прва фаза таргет се или вклучени се оние компании поголеми кои имаат сопствени фактурирачки системи и секако и IT провайдери кои што развиваат софтвери за фактурирање кои ги користат компаниите. И што очекуваме од нив? Значи, очекуваме прво своите фактурирачки софтвери да ги усогласат со техничката документација, за да можат од нив да издаваат податоци кон државната платформа за е-фактурирање, да го воспостават тој така наречен апликацијски интерфејс или комуникацијски канал преку кој автоматски ќе течат податоците од нивните системи кон државната платформа за е-фактурирање и да почнат да издаваат, да креираат фактури во системот за е-фактурирање. Процесот за сега тече добро, значи имаме околу 170 компании кои што веќе имаат најавени корисници на платформата. Од нив околу 70 веќе се регистрирани и со дигитален сертификат кој е неопходен во процесот за потпишување на електронската фактура. Околу 20 компании веќе и активно имаат издадено е-фактури, значи околу 1400 тест е-фактури, што до сега покажува дека системот ги оправдува неговите функционалности, но секако тестирањето ќе продолжи и понатаму. Во втората фаза, која треба да почне во вториот квартал од годината, ќе опфатиме многу повеќе компании, значи сите оние микро и мали компании, па и средни компании, кои што немаат сопствени софтвери за фактурирање и кои што ќе работат преку веб порталот и клиентската апликација, кои што ќе им ги стави на располагање УЈП. Значи во тој период ќе се тестираат тие апликации за фактурирање. И секако дека во целиот овој процес УЈП е партнер со компаниите кои што се вклучени во тестирањето. Значи, еве сега во оваа фаза е објавена техничката документација и упатствата за креирање за прилагодување на софтверите и за креирање на интерфејсите за размена на податоци, а во следната фаза, кога ќе бидат вклучени многу поголем број помали компании и сметководители, значи ќе имаме и други типови на упатства, кориснички упатства, видеоматеријали, обуки и цело време и директна техничка помош која и сега е воспоставена. Имаме креирано комуникацијски канал преку кој што компаниите кои што сега се вклучени можат да поставуваат прашања и да добиваат одговори. Гарантирате за системот? Ќе издржи? Значи, системот го креираме така за да може да одговори и по своите функционалности и по својата димензионираност да одговори на потребите на стопанството или на креирањето на фактурите. Значи, токму за тоа и овој тест период, за да се прават тест оптоварувања на системот. Сега е многу мал број на компании кои ќе се прошири. Очекувате овие 70.000 компании кои што е во Македонија, сите да бидат опфатени со е-фактура? Да, сите компании ќе треба да бидат опфатени со е-фактура, но пристапувањето кон системот ќе биде етапно. Да, ќе биде етапно. Нормално токму
заради тоа во прво време да го провериме системот и во реални услови како ќе ја издржи оптовареноста. Но сепак, значи направени се проценки и внимавано е на тоа да има системот соодветна димензионираност и соодветна брзина. Некои од реакциите во јавноста се дека па и државата, па и компаниите, односно управителите и газдите на помалите фирми не се доволно електронски писмени, да кажам без никого да навредам, за да може толку лесно да се откажат од хартиената форма. Кој вид на обуки планира државата да ги спроведе за се да функционира како што треба? Па да, факт е дека сите компании немаат еднакво ниво на техничка подготвеност и дигитална зрелост. Нели сега работиме токму со овој помал број на компании кои што се технички понапредни, имаат своји софтвери. Но затоа, значи, за сите останати компании кои што се уште работат рачно, прават фактури преку Excel и слично, значи затоа ќе им бидат обезбедени овие бесплатни софтверски апликации, клиентска апликација и веб портал, кои што ќе бидат интуитивни и лесни за користење, односно многу слични и на други софтверски апликации кои сега ги користат за исполнување на даночни обврски, како например апликациите преку кои ги поднесуваат пресметките за плата и пресметките за други видови исплати. Значи за таков вид на апликации се работи, што мислам дека нема да биде тешко и сложено да се користат, а воедно, како што и веќе реков, ние, значи, во овој процес сме целосно фокусирани и ангажирани да овозможиме успешна интеграција и адаптација на сите компании. Значи, за нас е многу важно овој процес да заврши успешно и на време и сите компании да можат да се вклучат во системот за е-фактурирање. Освен што ќе олесни работата на компаниите во однос на документацијата, системот има и план да ги замени инспекцијските контроли и што се види од канцеларија да ловите корупција. На кој начин ќе се прави тоа? Видете, системот ќе овозможи промена на многу практики, контролни практики во УЈП. Значи, овој систем ќе биде проследен и со воспоставување на така наречено складиште на податоци и софтверски аналитички алатки кои што ќе овозможат вкрстување на податоци. Значи, податоците од системот за е-фактура ќе се вкрстуваат со податоци од GPRS системот, од царина, од банки, за да може лесно да се препознаваат и детектираат некакви шеми на поврзување на компании, некакви нелогични одстапувања од она што представува вообичаено однесување. Значи, на тој начин тие ќе помогнат во детектирањето на ризици во поглед на пријавувањето на прометот. Секако дека дел од проверките што сега се прават рачно и на терен ќе бидат заменети со вакви автоматизирани проверки. Не може да биде исклучена во целост инспекцијската контрола во смисла на инспектор. Да, постои таму, тоа ќе биде дополнително. Да, и инспекцијската контрола нема веќе да значи дека мора да се отиде на терен и да се гледа хартиената документација кај даночниот обврзник, бидејќи ќе ја имаме преку пристап во системот, ќе ја имаме документацијата во електронска форма. Неколку реакции имав од компании кога беше најавено вашето гостување, па сакав да ги објасните овие околу поднесувањето за барање за регистрација на ДДВ обврзник. Дел од стопанствениците велат дека чекањето било околу 4 месеци да се изготви решение од ваша страна, од страна на УЈП. Прашањето е зошто толку се чека и зошто фирмите да бидат толку време во неизвестност кога треба да издаваат фактури со ДДВ, без фактури, потоа треба да изготвуваат и други документи. Што е причината што чека 4 месеци? Пака разбирам дека времето за бизнисот, за компаниите е многу важна компонента и дека оптоварува постоењето на определена неизвестност. Но клучно е тука да објасниме некои работи. Значи, ДДВ системот представува еден од најризичните, односно најризичен сегмент во даночниот систем. Целата јавност знае дека во изминативе години беа разоткриени неколку
шеми, организирани шеми на злоупотреби на со повратот на ДДВ преку фиктивни фактури, лажни документации и така натаму. Значи ние мора да спречиме и детектираме вакви ризици уште при самиот влез во системот на ДДВ. Едноставно кажано, зајакнати се проверките при регистрацијата за ДДВ. Мораме да бидеме уверени дека секоја компанија која што се појавува да се регистрира во системот, дека постои, дека има реална намера да врши стопанска дејност, а не да е некоја компанија, школка компанија која што се регистрира на одредена адреса, нема ниту седиште, нема основачи, управители, нерезиденти или слично и е формирана со цел за издавање на и толку време треба, 4 месеци. Не трае секој процес толку време, 4 месеци, да. Има случаи каде што има подетелни проверки, каде што трае проверката подолго, меѓутоа еве, да речеме, во месец јануари се постапуваше по барањата за регистрација за ДДВ за 2026 година. Има законски рок и за поднесување на барањата и за постапување на УЈП околу 2 работни недели и УЈП го запази тој законски рок и по барањата беа донесени околу 1200 решенија за регистрација за ДДВ во законскиот рок. Значи, има определени случаи кога се вршат подетелни проверки и траат. Ако има нешто сомнително. Да, секаде каде што има определени моменти што треба да се препроверат, особено на терен. И за пребивање на даноци исто од 3 до 4 месеци велат компаниите, ако треба да се плати например данок на добивка, а е предплатен како обврзник на ДДВ, истото тоа се чека со месеци. Да, вака точно е дека кај процесот на пребивање трае определено време, тука не бегаме од реалноста, но и тука сакам да дадам определени појаснувања за компаниите. Значи, пребивањето не е едноставна сметководствена операција во која што, например, ако една компанија побарува ДДВ, должи данок на добивка, ние само во картиците ќе ги прекнижиме износите и ќе ги затвориме долгот и побарувањето. Значи, секогаш кога има побарување, тоа мора да помине низ процес на одобрување и тоа имаме двојно одобрување на 2 нивоа. Значи, исти се ризиците за ДДВ како и при регистрацијата на ДДВ, секој одобрување мора да го помине тој процес на двојно одобрување. Тоа е првиот момент. Вториот момент е што понатаму следуваат процеси, се носи решение за пребивање, се изготвува налог, се доставува до Министерството за финансии, каде во трезорскиот систем треба да помине, еве во примерот што го дадовме, треба средствата да се пренесат од сметка за ДДВ на сметката за данок на добивка. Значи, проблемот колку системот е... Колку вакви документи треба да правите во текот на еден месец? Имате некаква бројка? Па, јас ги имам бројките на годишно ниво. Например, во 2025 година се поминати 23.000 трансакции за пребивање во износ од 46,6 милиони евра. Значи се работи за некаква слика во глава колку отприлика месечно се обработуваат за да чекаат компаниите 3 или 4 месеци за тоа да, значи се работи за навистина голема бројка и моментот од кој произлегува ово одложување е што сите овие процеси и чекори во постапката се одвиваат рачно. Значи процесот е така како што нема софтверско решение за ова се уште. Се работи, се тестира софтверското решение, би сакала за тоа подоцна ќе дополнам уште некои моменти, но процесот е така како што е поставен уште при воведувањето на ДДВ пред 25 години и сега тука не е проблем во службите и нивна некоординираност, туку проблемот е во тоа што системската трага и видливост на едно пребивање доаѓа се гледа дури тогаш кога ќе помине низ трезорскиот систем. Сега во периодов работиме на тестирање на алатки кои ќе го помогнат, ќе бидат подршка при одобрувањето на побарувањата и ќе автоматизираат дел од овие чекори во процесот на пребивање, но тоа се би сакала да кажам привремени решенија. Трајното решение е една целосна автоматизација на сите процеси во УЈП и интеграција на сите бази на податоци во УЈП и ние работиме и на тоа трајно решение. Значи се изготвуваат и во последните фази на препроверка се техничките спецификации
спецификации за проектот ЕУЈП, што значи воспоставување на нов даночен информацијски систем, и таа јавна набавка планираме да ја започнеме во текот на оваа година. Добро, кажете ми тогаш ете информации битни за бизнисот, каква е наплатата на даноците? Заклучно е денеска. 2026 година можам да кажам дека имаме добар старт на годината во делот на наплатата на даноците. Еве за месец јануари посебно би го издвоила ДДВ, данокот на додадена вредност за промет во земјата, каде што имаме наплатено 93,4 милиони евра. Сега оваа бројка да ја ставам во подруг контекст, дека тоа е највисока месечна наплата на ДДВ за промет во земјата од било кога, и уште повеќе, значи тоа е највисок раст кога се споредува месецот тековната година со соодветен месец од претходна година. Значи јас гледам серија на податоци за 4 години наназад, но верувам дека и за претходно е така. Значи имаме сега највисок месечен раст споредбено јануари 2026 во однос на 2025. И кај данокот на добивка во јануари имавме значителен раст со над 30% повеќе наплата во однос на јануари 2025. Овој раст продолжува и во февруари. Например, кај данокот на добивка имаме кај данокот на личен доход се извинувам, заклучно со 20 февруари имаме 17% повисока наплата во однос на февруари 2025, но сепак месецот се уште е тековен и треба да ги сумираме сите податоци, особено затоа што се уште не поминал ДДВ даночниот ден. Значи по истекот на оваа недела ќе ги видиме податоците и за февруари, но трендовите се охрабрувачки. Така, на крајот на ланската година имаше реакции не само од опозицијата, туку и од бизнисот, дека со месеци, со 8-9 месеци се доцни со повратот на ДДВ за компаниите. Се подобрија состојбите? Значи, вака, кај делот на повратот на ДДВ, и овде да почнеме со податоци, значи минатата, ако го гледаме целиот период од јануари, од 1 јануари 2025 година, сега заклучно со истекот на јануари 2026 година, побарувањата за ДДВ изнесуваат 653 милиони евра, а исплатени се средства кон ДДВ обврзниците во износ од 637 милиони евра. Значи има некоја разлика од 15 милиони евра. И при тоа особено сакам да... Тоа е за кој период исплатени пари? Значи, го гледам периодот од 1 јануари 2025 заклучно со исплатите направени во февруари 2026 година. По кој за кој период се исплатени долговите тие фирми? Колку време ги чекале тие пари? Не знаете што е прашал? Значи, повратот на ДДВ е еден тековен и динамичен процес. Добро. Значи, стигнуваат побарувањата, да, се обработуваат, има исправки на пријави, има даночни решенија со кои што тие побарувања се менуваат, дури може со даночно решение и целосно да се оспори побарувањето за ДДВ. Исплати од трезорот се вршат, ако не секој ден, значи континуирано во текот на месецот во повеќе наврати. Така да оваа разлика што сега се појавува од 15 милиони евра, не можеме да речеме дека е некој долг на државата кон стопанството, бидејќи ако денеска имаме поголема исплата, утре тој износ ќе се намали. Ако дојде барање, значи процесот во моментов државата на стопанството должи 15... Не би рекла дека државата на стопанството должи, тоа е денешна моментална состојба, денеска толку, 15 милиони евра. Денешна моментална состојба на разлика меѓу пријавените барања за исплати на ДДВ и реализираните исплати. Значи утре таа состојба веќе ќе биде променета, бидејќи и денеска се обработуваат, еве се наоѓаме во период кога масовно се поднесуваат исправките на ДДВ пријавите, рокот за поднесување со завршната сметка до 15 март, значи исправките на ДДВ пријавите за 2025 година секој ден ги менуваат овие износи. Како што реков, доаѓаат и решенијата од контрола, се вршат исплати од трезор, така да оваа бројка или овој износ во континуитет се менува. Значи, повратите се реализираат во нормално време, со нормално време траење, секаде каде што документацијата
евиденциите и анализите на ризик покажуваат дека нема, значи дека е, да речеме, чиста состојбата, бидејќи пак да се навратам, кажав дека одобрувањата се вршат на две нивоа, да поминуваат низ анализа на ризик. Таму каде што анализите покажуваат дека се потребни определени проверки, дека има некакви ризици, се прават подетални проверки, контроли и таму може да дојде до одредено одлагање на процесот и нели да помине одредено време до реализацијата. Колку една компанија чека во просек, има некаква математика за поврат на ДДВ? Не би можела да кажам, значи не сме правеле такви некои пресметки колку во просек, значи меѓутоа факт е дека има компании кои што се во ние ги познаваме, да речам, бидејќи во континуитет побаруваат согласно со дејноста што ја вршат, ги поминале анализите на ризик редовно, сме имале контроли и ги познаваме и тие компании кај нив, значи, повратот се процесуира многу побрзо. Кога се понови компании, кога анализите за ризик покажуваат некакви индикации, се вршат подетални проверки и тогаш процесот трае подолго. Во едно од последните гостувања, кога бевте на интервју, излезе информација, барем така беше пренесена и во јавноста, дека мој ДДВ нема да важи повеќе, ќе се укине. Не е тоа точно и не реков така, значи мој ДДВ... Така беше пренесено, затоа што не дало ефект во однос на фискализацијата и борбата со сивата економија, па некоја форма на тоа дека не се откажувате, меѓутоа чим нешто не дава резултат, тоа не е потребно. Значи вака, мој ДДВ нема да се укине, во моментов се во тек исплатите за четвртиот квартал за 2025 година и треба да се реализираат нели до крајот на овој месец. До сега се исплатени 12,2 милиони евра на 425.000 граѓани и треба да бидат очекуваат исплата уште 96.000 граѓани во износ од 2,7 милиони евра. Ова е за последниот квартал само? Да, ова е за последниот квартал од 2025 година. Значи, како во смисла на ефекти за борба против сивата економија е комплексен феномен и не можеме нели да очекуваме не е доволна мерката мој ДДВ сама во борбата против сивата економија. Ефектите од оваа мерка се претежно насочени кон социјалната компонента, значи мерката обезбедува финансиска поддршка на граѓаните и домаќинствата и секако очекуваме дека мерката сигурно создава навики за барање на фискална тоа сакам да прашам, нема зголемено издавање на фискални сметки? Не би можеле да го мериме издавањето или бројот на издавање на фискални сметки, бидејќи еден промет... Или зголемен промет по однос на фискализација, нема? Ако го гледаме износот на ДДВ што се враќа, кој е одреден процент нели од скенираните фискални сметки, низ годиниве има пораст. Добро. Например, за 2023 година исплатени се 47,4 милиони евра, за 2024 54,5 милиони евра и сега за 2025 година со оваа исплата што сега е во тек, ќе имаме вкупно 57 милиони евра. Значи имаме јасна тенденција на раст. Да, меѓутоа кога го гледаме како, да речеме, некој просек од вкупната наплата на ДДВ, по сите години овој износ изнесува во просек околу 4% од годишниот приход. Се повторуваат секторите кои што прават сива економија во однос на фискализација и останати работи? Да, во делот на сивата економија, пак да повторам, значи таа е комплексен феномен и не можеме да зборуваме само за нели изолирани прекршоци, туку треба да се работи на изолирани мерки, туку треба да работиме на долгорочни решенија и сеопфатни мерки за сузбивање на сивата економија. УЈП во делот на борбата против сивата економија постави еден, така да речам, систематски, холистички
пристап. Систематски значи дека работиме област по област, дејност по дејност, и во таа смисла минатата година се фокусиравме на угостителството, трговијата на мало и услужните дејности. Значи ги избравме овие дејности заради тоа што таму има готовина. Значи и готовината ја храни сивата економија, и тука проблемот не е само со неиздавањето на фискални сметки, туку таа готовина се користи за плаќање на набавки, разни плаќања, исплати на плати, што значи дека не се само тие субјекти што ние ги гледаме на лице место како дуќани, компании кои продаваат кон граѓаните, туку во позадина има многу други субјекти кои што се поврзани во и како да се скрати тој синџир? Значи работиме со разни мерки, и тука дефинитивно не се само контролите како мерки. Значи оваа година го прошируваме опсегот на дејности кои ги опфаќаме, значи ќе се насочиме и кон компаниите кои што вршат дистрибуција кон овие во делот на угостителството и трговијата на мало. Ќе се насочиме кон издавањето на сместувачки капацитети за краткотраен престој, тоа е побарање на бизнис заедницата, каде тие ја осеќаат сивата економија како нелојална конкуренција. Значи применуваме, освен оние теренски контроли, применуваме на контроли со индиректни методи, за да го утврдиме оној прикриен промет, кој што не го пријавуваат овие компании, но освен контролите, значи ние применуваме и други мерки, пред се информирање, советодавни посети, превенција. Не е дека не казнуваме веднаш, туку пористапуваме и овде со анализи на ризик и сегментираме кај кои економски оператори или даночни обврзници треба да пристапиме со контроли, а кај кои можеме да пристапиме со поблаги мерки. Значи, контролите и казните нема сами да ја решат сивата економија. Нашата цел е да применуваме различни мерки кои ќе доведат до трајна промена, до траен ред и надминување на сите овие слабости во почитувањето на правилата и функционирањето на системот. Може ли да ми откриете како се одредуваат фирми кои што ќе бидат предмет на инспекција? Убаво е прашањето, бидејќи во многу разговори, надвор од стручниот дел, значи со луѓе надвор од УЈАП, често се истакнува дека некои дошли инспектори од УЈАП извршиле упат, или некој ме пријавил, затоа ќе бидам контролирал и така натаму. Значи тоа воопшто не е така. Селекцијата за контроли воопшто не зависи од поединец и од случаен избор, туку селекцијата за контроли се заснова на анализи на ризик и на одредување на материјалната вредност на ризикот. Значи, 80% од нашите контроли се врз основа на анализа на ризик, а 20% се побарања на други органи. Пред се тука се истражните органи кои ги испитуваат даночните затајувања во кривично-правна смисла, им е потребен доказен материјал и стручни елаборации од страна на финансиска полиција, претпоставувам. Така, да, пред се финансиска полиција, но и другите органи. Добро. И во тие 20%, значи што не се по анализи на ризик, влегуваат и разни пријави и представки кои сепак претходно ги препроверуваме, дали има потреба да се спроведе контрола, бидејќи некогаш се дури надворот излегуваат надворот доменот на инспекцијските надзори што ги врши УЈАП. Значи, како што реков, ризикот се цени според неговата материјална вредност. Например, кај еден голем даночен обврзник, големите даночни обврзници вообичаено се усогласени, навремено поднесуваат, навремено плаќаат, во сметководствената евиденција е уредна, но ако се јави некаква грешка во пресметувањето на даноците, таа е вообичаено со голема материјална вредност. Например, минатата година имавме голем даночен обврзник кој заради погрешно толкување на регулативата
и погрешна примена на даночните стапки, имавме дополнително утврден данок за неколку години од 10 милиони евра. Значи тоа е значителна материјална вредност. Додека кај средните Тоа и била малите ненамерна грешка, сакате да кажете? Или била свесно влегол во тоа? Свесно, меѓутоа, значи така ја разбирал даночната регулатива. И што се случило со таков случај? Со таков случај, да мислам го утврдивме дополнителниот данок, наплатен е и понатаму се превземаат и други соодветни мерки. Ако се вратам пак на материјалниот ризик, кај помалите и средните компании, можеби неусогласеностите и грешките се почести, но се помали по материјална вредност, но ако се вклучени поголем број компании, ризикот е дисперзиран на повеќе компании, повторно заедно може да носат голема вредност. Значи, ние секогаш мораме да ги гледаме, каде се најголемите ризици за загуба на даночни приходи и таму ги насочуваме контролите. Јавна тајна е дека секоја власт има своја бела листа на компании каде што не се пуштаат инспекции. Дали оваа власт или претходна власт од сегашна опозиција, каде што јас не ги чепкам твоите, ти не ги чепкаш моите и така се функционира во бизнисот. Ова се информации од чаршијата, што би се рекло. Значи, споменав, го објаснив начинот на кој што се врши селекцијата за контроли. Селекцијата за контроли нема. Значи, селекцијата за контроли ја врши Генералниот даночен инспекторат, има таму специјално оделение за анализи за ризик, дури и јас не сум информирана за нивните планови за контрола по даночни обврзници. Како ја оценувате на довербата на граѓаните врз институцијата која што ја раководите? Видите, довербата треба да се заслужи. Не може да се бара и мислам дека имаме уште простор да ја зголемуваме довербата на граѓаните во УЈП. Довербата треба да произлезе од јасни правила, конзистентна примена на тие правила и мислам дека се што работиме, променетите пристапи во начинот на работење на УЈП, фокусот на ризиците, фокусот на превенцијата, значи претходно да ги спречиме грешките, а не да дозволиме да се случуваат грешки и потоа да ги санираме тие грешки со контроли, казни и присилна наплата. Значи променетите пристапи, фокусот кон дигитализацијата која сама по себе ќе постави препреки и ќе ги води даночните обврзници кон точно пресметување на обврските, мислам дека сето тоа на еден среден рок ќе ја зацврстува довербата на даночните обврзници во УЈП. Ние сме фокусирани на тоа, на таков начин, со долгорочни решенија, а не со краткорочни мерки да ја зацврстиме таа меѓусебна доверба. Стопанството гледа пријател во УЈП или непријател? Се надевам дека гледа пријател и сојузник, бидејќи и за нас партнер. Ние направивме исчекор за да го покажеме партнерскиот однос кон даночните обврзници преку подобрување на начинот на комуникација. Еве како една мерка формиран совет за даночна усогласеност со представници на даночните обврзници кој редовно се состанува. И гласно постојано истакнуваме дека честните даночни обврзници, честните и одговорни особено, се наш сојузник во извршување на нашата задача да обезбедиме ефикасно собирање на јавните приходи и подигнување на доброволната даночна усогласеност. Ние сме заедно во таа работа и тоа е наша заедничка цел, бидејќи честните даночни обврзници исто така бараат да има праведност во оданочувањето и законите да важат подеднакво за сите. Директорке, ви благодарам што бевте денеска моја гостинка. Благодарам. Што не од некаде завршува аргумент за денеска, се надевам дека ја задржав вашето внимание и довербата за емисијата. Останете со програмата на Телевизија 24.